Екипата на телевизија Нова се наоѓа овде во индустриската зона Белинбегово во општина Илинден. Се уште се и по една недела и во овој дел се уште се чувствува големата ужасна катастрофа која што и се случи на земјава. Половина од индустриската зона се уште е под вода. Првите само неколку индустриски капацитети од каде што доаѓавме наваму се е испумпана водата, меѓутоа овде повеќе од десетина компании се уште, како што реков, се под вода. Магацински простори, деловни простори, паркинг, плацеви и дворовите на компаниите се уште се под вода. Според информациите кои што од утрово ги добив од локалните власти на општина Илинден, 40 пумпи се дадени на располагање да се испумпува водата од поплавените компании овде во оваа индустријска зона, а двете комунални предпријатија кои што се под општина Илинден се ставени на располагање на компаниите од приватниот сектор овде во оваа индустријска зона. Повеќе од 100 лица помагаат на стопанствениците заеднички со заеднички сили да се извади водата која што е повеќе од десетина сантиметри овде. Потребни се и повеќе волонтери да дојдат да помогнат барем во овој викенд кога граѓаните не се на своите работни места, се со цел да продолжи и во оваа индустријска зона повторно нормално да функционира. Како што кажа и ти, Иван, во најавата, посебни комисии се излезени на терен, се прави проценка на штетата. Штетите ќе бидат огромни, гледката е ужасна, се уште се претпоставуваат милионски суми, меѓутоа како што знаеме и од страна на државата ќе има обештетување на сите оние кои што се зафатени од саботните поплави, како земјоделски површини, домови и компании од приватниот сектор. Она што можев да го забележам во овој јавување, да го кажам дека освен нашите екипи од противпожарната бригада, дојдени се овде на помош и единици од противпожарната бригада на Сараево. Имав можност да поразговарам со нив. Тие се веќе неколку дена овде и рекоа дека ќе останат во Скопје, во загрозените делови на главниот град, се додека има потреба и рамо до рамо со нашите волонтери и представници на војската, полицијата и противпожарната екипа остануваат овде во Скопје се до крајното расчистување на овие поплави. Од Сојузот на стопанските комори на Македонија информираа дека повеќе од 3000 компании, нивни членки од Сојузот на стопанските комори веќе масовно донираат парични средства, меѓутоа и стокови производи како кебиња, лекови, храна, пијалоци, се она што им е потребно за да го полесно да се преброди оваа криза во која што се најдоа од саботното невреме. Од Стопанската комора на Македонија ни соопштија дека од врата на врата се движат представниците, стопанствениците, се со цел да им се заштити времето на граѓаните и полесно тие да стигнат до најпотребните нивни производи кои што им требаат, кои што им се неопходни да го поминат денот. Од една од поголемите компании на ова бизнес здружение Трансмет соопштија исто така, таа е градежна фирма која што соопштија дека половина од градежните зафати каде што се ангажирани ги имаат стопирано, имаат донесено механизација и луѓе потребни, багери, камиони потребни за расчистување на деловите кои што се уште се непроодни или се поплавени од саботното невреме. Земјоделскиот комбинат Пелагонија се обидува на некој начин да помогне и да, бидејќи ќе донира 10 тони сточна храна. Станува збор за помош која што ќе биде добредојдена за луѓето кои што се од загрозените подрачја. Повеќето од нив се занимаваат со земјоделство, Стајковци, Сингилич и Бањани горе, селата кои што се долж Скопска Црна Гора, па оваа помош ќе им биде добредојдена бидејќи голем дел од залихите им се уништени од саботното невреме.